Поштувани гледачи, по кратката пауза еве сме повторно назад во студио. Вие што подоцна се вклучивте на програмата на Канал Плюс телевизија, ја следите утринската програма Рано наутро. Во меѓувреме пристигнаа и моите денешни гости, полно студио гости. Тоа се волонтери од Црвениот крст од Виница. Со нив ќе разговараме нешто повеќе околу нивните активности и проектите кои што се реализираат таму. Најпрви, добре ни дојдовте во Канал Плюс телевизија. Добре најдовте. Ете кажав дека ќе разговараме нешто повеќе околу активностите и проектите на Црвениот крст од Виница. Овде најпрви ќе ги запрашам и волонтерките. Колку време веќе членувате во Црвениот крст од Виница и која е вашата функција поточно таму? Околу една година и ние сега изработувавме проекти промоција на хумани вредности. Ајдите. Исто така и јас членувам во Црвениот крст околу една година и учествуваме во разни проекти. Ете, од каде ви се роди желбата и љубовта да членувате, односно да волонтерате во Црвениот крст? Тоа што сакаме да помагаме на загрозени семејства и секако пред се дружењето. Така. Исто така и јас, за да им помогнеме на некои што им треба повеќе помош, да научиме некои нови работи, нови искуства. И сето тоа ви исполнува така уште повеќе. И за да го искористиме нашето слободно време. Ете, прашање и до вас. Вие сте дисеминатор на ПХВ проектите, па ете малку подетално да не запознаете со што значи ПХВ проектот. Значи вака, целосното име, назив на проектот е ЦКА ПХВ, што значи Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Преку овие проекти се обучуваат млади луѓе од 14 до 16 годишна возраст за општо активностите на Црвен крст и пред се за промоција на хуманоста помеѓу луѓето и пред се да се отргнат малку младите луѓе од секојдневието, од компјутери, од мобилни телефони и сите тие работи, значи да бидат малку поактивни на други теми. Така, ете, што опфаќа тој ПХВ проектот? За какви се, сигурно и се извршуваат и некакви обуки за младите? Да, ПХВ проектот опфаќа 4 обуки пред младите да започнат со изработка на нивни проекти. Инаку, ПХВ проектите се самостоен проект на Црвен крст на Република Македонија, кој што започнуваат уште од 1996 година, значи веќе 20 години континуирано секоја година се изработуваат од 150 до 200 мали проекти на државно ниво. Мислам дека се вклучени околу 34 општински организации на Црвен крст на Република Македонија, меѓу кои општинската организација на Црвен крст на Виница е вклучена од самиот почеток па и до ден денес. Сега во различни концепти, на различен начин функционирава веќе 20 години и изработува така, ете, тие обуки кои ги всушност извршува, дали има некои стручни лица ете за? Значи, оваа година како дисеминатор бев јас, претходната година беше еден мој колега. Во глобала во секоја општинска организација е различно. Некаде се задржуваат по 2-3 години истите дисеминатори, некаде секоја година се менуваат. Меѓутоа се луѓе кои што одат прво, тие одат на обука, па потоа се враќаат и ги обучуваат младите луѓе за активностите на. Така. Ете, кога беше последниот проект од овие ПХВ проекти? Која беше темата? Значи вака, проектите завршија на 28 април, значи со целосна документација, со електронска беше документацијата, значи во Виница оваа година беа изработени 3 проекти. Од тие 3 проекти сега тука со нас во студиото ги имаме двајцата лидери или двете лидерки на двете групи кои што изработија два од трите проекти. Конкретно започна некаде крајот на февруари, траеше се до крајот на април овој процес, меѓутоа тоа е само во фазата на обука и изработка на мали проекти, а конкретно имаме завршни работилници сега во крајот на мај, значи од 20 и од 22 мај е едната завршна работилница, а другата е од 27 до 29 мај. Тие се во Струга. Така. Ете, кој е бенефитот всушност од овие ПХВ проекти, освен нели за членовите, како тоа влија и на целокупното општество?
Па во глобала бенефитот е голем, бидејќи се помага дали на одредени фамилии, дали на одредени групи на граѓани, како што ќе кажат малку подоцна, кога ќе си ги представат своите проекти лидерите, и во глобала да се мотивира општеството да прави хумани работи, хумани дела. Значи имаме сега во Виница и други луѓе, млади луѓе кои што организираат хумани активности, а не се ниту Не се волонтери членови, во така. Црвен крст, ниту немаат никакви дорни точки со Црвен крст, меѓутоа прават Значи, вие хумани сте работи. всушност, мотивацијата, сите оние активности кои што ги имате реализирано, се биле мотивација за другите да почнат да помагаат. Да, најверојатно, значи морам да ги спомнам луѓето кои што организираа Божик за Так. сите, сега имаш Великден за сите, Што значи тоа Великден за сите? Па конкретно се преку таа акција Великден за сите ќе се помага исто на 3 фамилии загрозени, социјално загрозени Така, во да. општина Виница, а Божик за сите се помагаше за децата во дневниот центар, средствата кои што беа соберени беа наменети за екскурзија на Така, децата, одлично. мислам во Куршево дека беа, а без разлика на се преку проектите мислам дека сега треба тука малку повеќе да посветиме внимание на нивните проекти кои што тие ги изработија. Ете, Па мислам Тамара дека и Бојана Тамара ќе и ни Бојана може кажат да ни сами. кажат малку повеќе за Која е вашата улога? Што се работите таму со членовите? Рековте дека сте лидери, па ете малку повеќе да не запознаете со вашата работа таму. Па, јас сум лидер на групата Среќа. На проектот насловот му беше со повеќе труд до поголема насмевка. Најпрво дојдовме до идеја, бидејќи, мислам, идејата за да го направиме тој проект беше нашите другарчиња немаа баш добри услови за да работат, тие што имаат што се со посебни потреби и немаат доволно простор и ние решивме да адаптираме просторија во која што можат да работат, бидејќи дефектологот во нашето училиште работи во просторија заедно во која што е странска библиотека и благајникот. И затоа ние решивме да ја приспособиме таа просторија, бидејќи во пресред беше 1 април, решивме да организираме забава во нашето училиште, од која што собравме средства. Исто така имаше и од членови од групата изработија рачно маски, кои што исто така ги продававме таму. И Колку членови брои твојата група? 6. 6 членови, така. И потоа од собраните средства купивме од тоа што требаше за приспособување на собата и така. Так. А сите тие идеи се всушност ваши идеи, така? Да, ние сами. Сами ги реализирате, Да. браво, одлично. А која е твојата улога како лидер? Јас сум лидер на групата Звездички и нашиот проект се вика Нашите идеи нечија насмевка. Значи, со тој проект наша цел беше да помогнеме на едно загрозено семејство од Лески, што навистина и требаше наша помош. И нашите идеи беше да направиме хуманитарна забава за 1 април, но исто така и имавме промоција за презентација за заби во основните училишта и промоција на некој цртан филм. Со тие средства што ги собравме, им овозможивме на семејството добри услови за живот. И На некој начин навистина им давате потпора и Да. голема помош. Да. А дали веќе планирате за некои други работилници, ете да речеме други проекти, дали веќе се знае на што ќе работите во иднина? Или се уште се договарате? Да. Така, ете да ве прашаме и вас уште нешто, што друго треба да знаеме за работата на Црвениот крст, кои се други активности се Па спроведуваат во таму? текот на годината Црвениот крст, како на општинско ниво, така и на републичко ниво, има повеќе активности, од кои што баш би ја издвоил неделата на солидарност, кој што ни беше сега од 24 до 28-9 април, мислам дека беше некаде. Последната недела, Последната недела, да, во април. И меѓу другото морам да истакнам, нели, она пошто Црвениот крст во Виница е познат на републичко ниво, е тоа е Така, потоманоста. секогаш и на врв од Виница секогаш за во Виница е крводарување. број 1 во дарување во крвни единици, значи секоја последна среда од месецот се организира крводарителска акција во просториите на Црвениот крст на општина Виница и
верувате прилично е гужва, се чека ред Така, за значи верување Виница и покрај тоа што е нели помала општина е вистински пример за другите градови во Република Македонија. Навистина јас сум забележала и преку нашата телевизија сме информирале дека општина Виница секогаш е била на врвот во крводарување. Да, точно така. Мислам дека не само на републичко, туку и на балканско ниво е Виница Така. лидер во крводарувањето. Меѓу другото, само да се надоврзам во врска со ПХВ проектите, дека не се вклучени само младите, туку буквално ја ажурираат целата општина, почнувајќи од сите институции, училиштата, општината, приватниот сектор преку разни донации и помош за реализација на проектите. Конкретно и за проектот на групата Звездички, тие исто направија и забава, меѓутоа и одеа во градинките каде што држеа часови едукација за хигиената на забите, значи. Да. Имаат и едукативен карактер. Пред се тоа е Пред се најважно. тоа е најбитно, да. Така, ете, како пак наоѓате време, покрај тоа што сте нели и ученици, како си наоѓате време да постигнете и на училиште и успешно да ги реализирате сите овие активности во клубот на млади? Па како прво желбата за тоа што сакаме да го работиме и ако се сака, се можеме да направиме. Така, рековте дека само веќе една година сте, но дали ќе продолжите и понатаму? Па планираме. Кажавме дека сите оние активности кои што се реализираат во Црвениот крст во Виница пред се со едукативен карактер. Јас овде имам и други гости кои што чекаат да завршиме со вас, ќе ги вклучиме и нив, тие се волонтери. Ќе разговараме и со нив повеќе околу нивните активности, а ќе имаме можност овде во живо да видиме како вие укажувате прва помош. Да, значи од наредните гости кои што ќе влезат се од клубот на млади, од општинската организација на Црвениот крст Виница. Тие се членуваат некаде околу 50 волонтери, значи на општинско ниво, кои што во текот на годината имаат своји активности, своји проекти за кои што малку повеќе од нив ќе да знаат. Кажа да и ќе можат да ви демонстрираат тука укажување на прва помош, мислам, реанимација и скршеница некоја. Ние првиот дел од разговорот го завршуваме. Јас овде ќе ви оставам уште малку простор доколку ете нешто сум испуштила да ве прашам, а мислите дека е важно да се слушнат граѓаните нели за овие проекти. Јас мислам дека во глобала се опфативме околу активностите и проектите, еве научивме нешто повеќе за ПХВ проектот, па ете и доколку веќе знаете што ќе следува во иднина, овде можеме и да најавиме. Значи во глобала само заборавив да спомнам дека ПХВ проектите се финансирани од Сивика групацијата и дека исто така се поддржувани и се како дел од образовниот процес во Бирото за развој на образование, значи директно има директно поддршка од Министерството за образование. Ето, јас многу ви благодарам што бевте мои гости. Како што кажав, ние разговорот ќе го продолжим уште со активностите на Црвениот крст, но со другите две волонтерки кои што се волонтираат во клубот на млади. Како што кажавме, почитувани гледачи, овде ќе ги демонстрирам и во живо укажување на прва помош во случај на несреќа, а овде ќе ги поздравам моите гости. Се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика, за некои други ќе разговараме за други проекти кои што доуправа следуваат. Благодариме на поканата и се гледаме. Се гледаме во наредна прилика. Така, почитувани гледачи, овде ќе одмориме со една кратка музичка пауза, потоа ќе се вратиме во студио и ќе продолжиме со другите гости.